Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван господине Сугаревски. Ајде да се вратиме на суштината. Не е само оваа тема поврзана со формирањето на новиот универзитет за национална одбрана Дамјан Груев, туку и сите теми кои што се поврзани со реформи во високото образование, вашата пратеничка група има очигледна намера да ги блокира, да ги стопира и да ја зачува статус кво состојбата во Република Македонија во високото образование. Господине Сугаревски, знаете што значи статус кво? За жал, вчера го видовме најгрдото лице на статус кво состојбата во високото образование, кое што вие со години го заштитувате и го браните. Господине Сугаревски, нашата идеја беше да се воведе конкуренција во високото образование. Нека има 2 економски факултети, нека има 2 правни факултети, нека има 2 медицински факултети во Скопје. Во што е стравот? Поедини групи на професори кои што со години се ги билдаа своите банкарски конта и упропастија стотици и стотици надежи, стотици и стотици фамилии, кои што од децата кои што живеат по студентски домови бараа мито. Тоа го штитите, господине Сугаревски. За тоа сте толку воспаничени. Нема ништо лошо во формирање на новиот универзитет. Има една добра работа, господине Сугаревски, а тоа е конкуренција. Да имаше 2 економски факултети во Скопје. Никогаш овие неколку професори, не велам сите, со дистанца, никогаш овие професори немаа да имаат можност да го прават тоа што основното јавно обвинителство тврди дека го правеле. Во овој предлог е предложено да има уште еден државен правен факултет во Скопје. Никогаш никој нема да се охрабри, господине Сугаревски, на државниот правен факултет да влезе во ваква ситуација каква што ја гледаме на економскиот факултет. Дајте да формираме и нов медицински факултет, втор во Скопје. Зошто? Заради конкуренција, господине Сугаревски. Заради тоа што знаеме дека со генерации истите презимења во цел ходник ги гледаме. Конкуренција, господине Сугаревски. Конкуренцијата е заштита и од мито, и од корупција, и од непотизам, и од политичко влијание. Конкуренцијата е заштита и од вас, и од нас. Вие се противите на конкуренција. Целата кавга денеска не е нити за член 153, нити за член 2 од деловникот. Целата кавга се сведува на различни политички концепти во високото образование. Ние се залагаме за конкуренција, вие се залагате против конкуренција. Ние велиме екстерно тестирање, зашто на екстерно тестирање не може ниту еден професор да побара мито. Благодарам, председател.